Најнапред сакам да ја поздравам заменикот министер за финансии. Ја и прошлиот пат кога беше ребалансот зборев, вие бевте тука. И тогаш го побарав министерот и сега го барам. Не знам што толку е зафатен министерот, за да не може да дојди кога се расправа за буџет е најзначајен акт во една држава, како што е Македонија. Да не сгрешил салата. Може да би отишол во сала Борис Трајковски, таму кај што се расправа за уставните амандмани, пошто само министерот за правда што е надлежен за уставни амандмани да поднесува, не е во предлагач, другите се сите таму. Вице премиерот за евроинтеграции, министерот за надворешни работи, можда од финансиски импликации тој отишол таму да расправа за уставните амандмани. Го зборам ова сериозно, затоа што ова е значајна дебата за еден вако значајен акт. Затоа што тој лично, пред да дојде СДС на власт, одеше со микрофони по одредени трибини и кажуваше што ќе се случува за време на владењето. Затоа го барам него лично да биде тука. Он одеше и викаше дека ќе има дебата при носењето на буџетот. Месец дена пред да биде пуштен како акт во собранието. И овој буџет, знаете колку имаше дебата? Еден ден. Еден ден за овој буџет имаше дебата. На 15 ноември беше донесен ребалансот, на 16 беше дебатата, на 17 беше пуштен буџетот. Значи, она што го ветува, дека ќе го прават, не го прават. Он лично кажуваше. И Заев како премиер. Затоа, исто така да му укажам на министерот и на владата во однос на расходите. Еве и за јавноста. Како се движеле расходите во последните 10 години. Он лично кажуваше. 2008 и за 2 милиарди 183 милиони. 2009 2 милиарди исто така да му укажам на министерот и на владата 2 милиарди на расходите милиони евра. Еве и за јавно 2 милиарди 600. Како се движеле расходите во 2012 2 милиарди 750 милиони. 2008 и за 2 милиарди 690 2 милиарди 615 2 милиарди 870 милиони. Министерот и на владата 2015 2 милиарди 955 милиони евра. 2016 3 милиарди 191 милиони евра. 2017 3 милиарди 353 милиони евра. 2018 3 милиарди 443 милиони евра. И сега буџет кој што го предлагате за 3 милиарди 716 милиони евра. Најголемиот буџет. Власта која што е сега, која беше опозиција, жестоко се бореше и беше против тоа дека се зголемува буџетот. На тој начин се оптеретува стопанството, а сега, откако што дојде 2 години на власт, први ни зголеми за 100 милиони евра, буџет, расходите на буџетот за 2018, па сега зголемува за 300 милиони евра. Значи, не го намалува расходот, како што претходно збореа. Како што тогаш жестоко беа против тоа. Се бунеа, протестираа. Значи, обеќањето не го исполнивте, го зголемивте. Расходната ставка го зголемивте за 300 милиони евра, за 10% повеќе од претходната година. Во однос на буџетот, планирано е да се задолжи Република Македонија со 500 милиони евра на странски пазар и 300 милиони евра на домашен пазар. А нели не бевте за задолжување вие? Нели вие викавте дека не треба Македонија се задолжи, ќе види како Грчка условно задолжена? Нели вие викавте дека треба да се искористат други капацитети, не да се задолжува? Не, и сега ќе кажете некој, ама не, тоа е враќање на стари долгови. Не е точно. Не е точно дека е враќање на стари долгови. Тоа е ново задолжување. Еве, сега ќе го цитирам министерот за финансии, кој што вчера го кажа, вика суморно
нето задолжување, односно разликата помеѓу новото задолжување и отплатата на стари долгови во 2019 година изнесува 28,6 милиарди денари. Значи нето. Нето нови задолжувања, тоа е во износ од 455 милиони евра задолжување плюс. Не со враќање на претходните задолжувања. Значи, нето ново задолжување 455 милиони евра се задолжува Република Македонија. Самиот министер го кажува. Ја не го кажувам, самиот министер го кажува. И јавниот долг на тој начин се зголемува и надминува бројката од 50%. Дури до 52,3 може да дојде. Од БДП. Зашто вие претходно се залагавте за да дојдете на власт? Да го продолжите задолжувањето? Да ги продолжите расходите? Или да намалите? Во буџетот се предвидува, вика, економски раст 3,2%. Дај да видиме, ќе помини следната година, ќе дојде ребалансот. Ако вака продолжите како што работевте оваа година, задолжувањето ќе, растот ќе биде поскромни 2%. За 2018 година, на крајот, кога ќе се донеси завршната сметка за 2018 година, ќе се види колку е растот. Сега се кажувате трето тромесечие, поглавје, второ, ги измешате работите. Предвидувањата се за 2018 година дека растот околу 2% ќе биде. А и тогаш викавте 3,2, 3,5 и поише за 2018 година. Значи, овој раст економски добро е да се оствари. Дај Боже, што се вика, не 3,2, да види 4. 4,5 нека види. Но не може да го остварите. Не сте способни. Не сте способни и она што е дадено со буџетот да го реализирате. Од кај доаѓа тоа? Доаѓа од капиталните расходи. Таму ако има големо ефектуирање на капиталните расходи што се предвидени во буџетот, тогаш има раст. А не вака вие да ги враќате капитални расходи. Сега имате предвидено 420 милиони евра за 2019 година капитални расходи. И ќе ги остварите? Не. Не сте способни. Не сте способни, не зборам само како министерство вие, зборам како министерства од другите министерства кои што треба да ги трошат капиталните расходи. Но вие сте надзорот кој што цело време треба да ги контролирате, проверувате зошто не се потрошени. Вие за ова година предвидовте 400 милиони евра капитални расходи. Колку имате за 10 месеци? 120 милиони евра потрошени капитални. 30%. И што правите? Еден маџоничарски трик, префрлате 50 милиони евра на општините, за да прикажете дека имате поголема искористеност на капиталните расходи. Не е работата да се направи само, што се вика математички, да се зголеми бројката. Реално тоа треба да биде, за да може и во реалниот сектор да има ефекти од тоа. И ако продолжите во 2018 година, како што работев и во 2019 година, пак капиталните расходи веројатно ќе ги носите негде, не знам, на општин или нешто друго, на друга сметка, само да прикажете дека вие немате некој нов проект. Започнато некој нов проект за да може да капиталните расходи да се трошат. Треба да имаш проект за да можеш да ги трошиш. Треба да почнеш од идната година веќе до февруари, март да распишеш тендери за да може да се потрошат. Ако имате у предвид дека ќе имаме председателски избори, дека не може да се направат тие работи, распишување на тендери, има ограничување во тој период. Дали имате во предвид тоа, дека имаме председателски избори, каде што буквално 2 месеци пред избори и 1 месец после избори е закочено целото стопанство ради ограничувањето на трошењето на буџетските средства.
И вие викате сега 420 милиони ќе потрошите. Не ми се верува. Пака викам, дај Боже, но со вакви способни министри како што беа во 2018 година, не може да се сменат тие, исти се. Истите министри што 2018 ќе видат и 2019 година. Ако не го било 2018, нема да го било 2019. Ако не знае да работи во 2018, нема за нова година Дедо Мраз да го натера да биде добар за во 2019 да работи. Не го бива. И затоа и треба премиерот еднашка да се расчисти, да види со кои министри да продолжи понатаму, освен ако не се занимава да биде председателски кандидат, па се вика после тоа наследниот, нека му е мисли кој како ќе раководи со владата и со министерството. Зато го барам министерот за финансии. Ако може да го побара да биде тука или да не евентуално во другата сала да се врати. Зашто овие работи што ги кажувам, јас ве почитувам вас, вие не ги кажувавте. Министерот Тевдовски ги кажуваше. Тој викаше поврат со Вањушев. Викаше поврат на ДДВ 15% ќе се. И каде се тие 15% поврат на ДДВ? Не, дали се предвидени во буџетот за поврат на ДДВ, законските проекти. Знам на едно пратеничко прашање одека премиерот рече, да, точно го ветиме тоа, но вика сега имаме еден пилот проект. Пилот проектот ќе биде во 2019 во јули месец, па ако се покажи дека е добар, ќе го спроведеме во 2020 година, па заврши мандатот во 2020. Вие тоаш викавте одма ќе воведете за првите 100 дена 15% од ДДВ враќање на граѓаните. Тогаш СДСМ викаше дека ќе овозможи 30.000 денари просечна плата. 2,5 години помина. Просечната плата толку е колку што е, никош не може да стигне 30.000. Не е предвидено буџетот за да биде просечната плата 30.000 денари. Значи, ништо што е ветено, Владко тука до мене седи, има една црвена книжка од 200 страни, цело време покажува, ја не сакам сега тука да излагам да ви покажам, се што има ветено од страна на СДСМ во однос на овие работи што се кажува. Во буџетот и во излагањето на министерот кажува, вика, че има 5% зголемување на платите во јавната администрација. И видите, две работи. Првата работа излага министерот за информатичко општество пред некој време и вика, зависи дали ќе добиеме датум за почеток на преговор. Па нели цело време викавте дека добиене датум за... Цело време викавте дека има датум за почнување на преговори, викавте во јуни месец почнува и отпочнуваат главите се отвараат. Сега условувате дали ќе имало датум за отпочнување на преговори, а тоа да зависело 5% на плата на јавната администрација. Не сме да се условува, или има, или нема. Второ, министерот вика дека ќе биде 5% од септемвриската плата. Нема да види. Еве, по цела одговорност кажувам на македонската јавност, кога некој сака зголемување на 5%, вика од 1. јануари. Не вика од септември. Така и претходната влада правеше. Зголемување вика, че има во тековната една година. Кога? На крајот на годината. И немаш. Во септември знаеш што се прави? Ребаланс. Пред септември се прави ребаланс и тоа ќе ги повлечете. И ќе го смените законските проекти. Не знам дали има во закона за плати и другите, да е ли предвидено септември, или е само кажано дека ќе има 5% зголемување на платата. Ќе одложите. Верујте, некоја, ако е реално и ако е искрен, ќе биде платата зголемена од 1. јануари. Од јануарската плата. А не да вика од септември, па после ќе вика околностите разни се сменија, па затоа не можеме да ги исполниме тие 5%. И тука ви е утка. Се фалите со невработеност, министерот се фали со невработеност дека е намалена 20,8%. Да, ама знаеш како? Затоа што се иселуваат луѓето од Македонија. Намалена е бројката
на работоспособни кои што се во Македонија. Знам едно време пред владата тука става ни по Илинденска, става и лјадници обувки и со тоа дава знак дека е иселено, нема луѓе. Па сега треба да биде преплавено со чевли, со обувки, со патики, со шо све не става, чизми, шо не става таму. Сега не ќе може ни Илинденска да ги собери, ќе мора преку мостот Гоце Делчев да префрлат и да идат на кај универзитетот Кирил и Методи. Не е реално. Да знаете. Една од основниот двигател во една држава е градежниството, кај што се гледа колку владата овозможува да има потрошна, реална потрошна и обрт на средствата што се прибираат од граѓаните и стопанството. Со градежниството е нула. 2018 година била најлоша година за градежништвото од кога постои Македонија. Дури од 2001 година. Еве, земете показатели, 2018 година за градежништвото била полоша, потешка, дури и од претходните години, дури конфликтот кој беше во Македонија во 2001 година. И како можете вие тоа да имате обрт на капиталот, да може реалниот сектор да работи кога најлошо ви е градежништвото? Дури тие проекти што ги наследивте, не ги започнавте, не ги продолживте во градежништвото. Прашајте кој работи во градежништвото, ќе ви каже дека најтешка година за градежништвото било 2018. Второ, образование. Предвидувате образование и спорт 45 милиони евра. А колку потрошивте во 2018? И тие што ги има не се потроши. Не се изгради ни едно школо, не се изгради ни едни студентски домови, градинки и други. Студентскиот стандард не се покачи. Кажете ми што се покачи студентскиот стандард. Ја памтам овдека, колеги, имаш еден колега од претходниот состав, млад беше, сега не е тука, а најдеше некоја бубачка или лазе или лета во студентските домови, фаќаше, носеше овдека и ја покажуваше пред тоа дека еве колку е тежок студентскиот стандард. Знаеш колку бубачки има сега по студентските домови? Знаете ли колку има? Не му пречите на вашиот колега. Ама си замина човекот, си отиде на друга функција, си напре репутација дека се грижи за студентите и толку е. А со што се грижи се владата прошлата година, со што? Ако почнеме ние така цела буба шваби, знаеш колку можеме да донесеме? Ама треба да име реални и да ја кажуваме загриженоста и кога сме во опозиција и кога сме на власт. За аерозагадувањето. Немојте, колеги, за аерозагадувањето 1,5 милион евра да одвојувате. Па немојте. Јас знам, се сеќавам, пред изборите имаше колеги со маски беа цело време вака и држаа пресконференции затоа што било многу загадено. И сега 1,5 милиони евра одвојувате. Сега тие колеги не ги гледам да носат маски. А најзагадено во светот ние доаѓаме како и во светот на првите 2-3 места, во Европа веќе убедливо први сме. Скопје како најзагаден град и Тетово не е. И другите градови. И Струмица, и трети, четврти. И сега ние одвојуваме од буџетот само 1,5 милион евра. И што викаме дека локалната самоуправа со тоа може да се справи? Не може да се справи. Ако нема од централната власт доволно средства за да може да се работи на загадувањето, не можат локалната самоуправа. Треба многу средства да се издвојат за да може, затоа што има тоа несогледливи последици по здравјето на граѓаните во Република Македонија. Не излагат некојаш луѓето надвор кога има загадувањето. Смрди цело време. И вие одвојувате 1,5 милиони евра. Има многу работи кои што да се кажат, но еве тие 20 минути.
веројатно ќе ме слушне министерот што ги кажав. Ако е во соседната сала, ќе дојде, ако не, ќе му пренесите вие на министерот. За сите овие работи, значи, треба да видиш една работа. Треба да видиш реален во програмата за изборите. Затоа што бргу доаѓа, Ви благодарам. затоа што бргу доаѓа времето кога треба да даеш отчет дали оно што си го ветил си го исполнил.